Гостин денеска во студиото на МИА е доктор Милан Ристевски од клиниката Жан Митрев. Со него ќе разговарам за повеќе теми, меѓу кои се и новите пристапи во лекувањето на онколошките пациенти, ефикасноста на примината на веќе постоечките лекови и новите типови лекови за лекување на онколошките пациенти. Добар ден во студиото на МИА. Лекувањето на онколошките пациенти е еден долготраен процес. Се уште долго трае. Да, се уште долготраен процес. Дали и колку кај нас се применуваат протоколите кои што новите протоколи кои што постојат и како е вашиот став во врска со тие протоколи и нивната примена? Кој ќе кажеме протокол, пред се мислиме на една цела етапа на акции кои што се точно предвидени за најдобар начин на лекување. Не се протоколите само онколошки или радиотераписки, протоколите се и хируршки протокол. Во однос на онколошките и радиотераписките протоколи, да, тие препораки во најголемиот дел се следат, освен во ситуација кога навистина и во онкологијата тоа не е само така измислен збор, која ќе дојдеме во момент кога веќе не постојат протоколи за определена ситуација. Значи, протоколите се создадени кај нечистите типови на рак, во нечистите ситуации, во секоја состојба во која што не може да се најде пациентот, не ми да мислите дека има и тука протокол. Тука нема веќе протокол. Тука веќе постои само некоја логика базирана на досегашни сознанија по која што може да се лекува пациентот понатаму. По ковид пандемијата во последно време во центарот на вниманието е лекот ивермектин, но овој пат се спомнува како во третманот на ракот. Според вас, дали треба да се вклучи ивермектинот заедно со други лекови во лекувањето на онколошките пациенти? Да, ивермектинот е стар лек, патентиран во 70-тите, со своја долгогодишна примена во тие паразитски заболувања, меѓутоа, уште пред ковидот, целата таа група на антипаразитски лекови станува интересна благодарение на луѓето што се занимаваат со така наречен basic research или базични истражувања во онкологијата. А целата приказна за ивермектинот и лекување на рак јавно доаѓа после случајот на еден маратонец од Мисури по име Пол Ман. Она што го нарекуваме метастатски кастрационо отпорен резистентен рак на простата, значи се било до тогаш пробано, веќе болеста отишла во своја резистентна, отпорна форма на лекување, сите моменти на и ендокрина терапија, и зрачна терапија, и хемотерапија, иако ке карциномот на простата, изборот на хемотерапија е сведен само на 2 лека, ниеден друг нема своја некакво дејство, така да не се е првиот случај каде што човек кој што нема што да загуби, контактирајќи со луѓето што се занимаваат со тој basic research, со тие базични испитувања, океј, што да направам, не ми сумира. И рекле, слушај, пробај. Е првиот добро документиран случај, изолиран случај, каде што да, ивермектинот покажал дејство. Меѓутоа, врз база на случај, ние не можеме никако да подигнеме голем интерес за веднаш човечка студија. Та не можеме да го направиме. Во моментот, за ивермектинот се случува само една човечка студија во Лос Анџелес кај трипл негативен карцином на дојка. Што кажува морето на сознание, буквално океанот сознание од тој basic research и од оние анимални модели на глувци. Глувците не се случајно одбрани, идеални се за истражување. Зошто? Бидејќи базалната метаболна рата, брзината со која што клетката работи кај глужасот е 4 пати побрзо од таа на луѓето. Ако се одбере модел каде што иста брзината на метаболизмот, тогаш многу подолго ќе траат и тие истражувања.
А имаме едно море од сознание, како ивермектинот, кои се механизми, ги ми тоа не е еден механизам, тоа се повеќе различни антитуморски механизми, кои што ги поседува. Тоа го знаеме сигурно. Она што во анималните модели го добиваме, е охрабрувачко во одреден процент, и тоа е нормално во онкологијата во одреден процент да добиете успешност, а не во те сите пациенти, бидејќи не само што сите тумори се различни. А знаете, кај глувците, една клеточна линија се внесува, не се внесува диверзитет од разноразни клонови што потекнуваат од еден тумор, него се внесува еден клеточен клон кој што се развива во рак, се кастрира имуниот систем на глушецот хелиски и на тој начин туморот успева да расте и на тој начин се испитува лекот во одреден тумор. Сега, тоа не е идеален модел, бидејќи во реалноста тој имун систем сепак и како врши некаква улога кај луѓето. Така да трансплантираните тумори не се идеалниот начин, дури во таков идеален начин на испитување, ивермектинот ја нема 100% ефикасност. Она што треба да се направи е да се види кои се тие или клеточни туморски или својства на домаќинот, односно на пациентот, да речено, кои што ќе бидат подобни за третман, а кои нема да бидат. Меѓутоа, од тој момент сме далеко едно барем 10 години. Прашањето е тука филозофско-етичко. Пациентите кои што го немаат тоа време од 10 години, а сакаат да го пробаат, вие нити може да ги охрабрите, нити може да им забраните. Се работи за немој живот, не се работи за вашиот живот. Многу е сложена приказната, бидејќи овде немаме ние востановен протокол, нити за единечна доза, нити за дневна доза, нити за густина на доза. Не знаеме ништо. Знаеме дека до 12 милиграма на ден е безбеден, ама колку дена поред така не знаеме. Се зборувам за ивермектинот, за фенбендазолот, да речеме, знаеме дека доза од 800 до 900 милиграми на ден во тек на повеќе денови е безбедно. Кога да се запре, кога да се направи пауза. Дали поголемите дози секако дека ќе имаат поголем антитуморски ефект. Колку се безбедни, ништо од тоа не знае. Бидејќи на крај на денот, кога одреден пациент знаете дека ќе има кратко време на преживување, воопшто е неетички, непрофесионално и тоа кратко време вие да му го скратите со токсични ефекти од друг лек. Така да, во моментот ситуацијата е таа. Ако ме прашате дали има иднина, да, теориски, особено за луѓето што добро ја познаваат туморската клеточна биологија, и така како и мене. Само што мора да ги помине сите тие фази на испитување. Дали во сите тие фази на испитување се е навистина паметно? Па во овој случај би рекол дека од сето тоа што го прочитав, од стотици трудови, најголемиот дел е како многу паметно и рационално направено. Да речеме што не е случај кај канабисот. Кај канабисот имате едно море од такви нонсенс испитувања да не можете на крај ни самиот заклучок да го сватите. И тоа кај ивермектинот, кај фенбендазолот е многу полесно, се работи за една хемиска материја. За разлика од канабисот, каде што имате една сарма од активни материи, кои што не знаете кои концентрациите не може да ги измерите. Тоа е едно тежок начин на следење на фармакокинетика на некоја активна материја низ телото. А кажете ми, има ли негативни ефекти од за луѓето кои што на своја рака го применуваат ивермектинот, не се информирани во однос на тие негативни ефекти, па дали ги имаат? Негативните ефекти се опишани, значи повеќе сајтови, особено сајтови кои што се медицински, Драгскон конкретно е најинформативен од сите. А ја до сега не сум имал. Од оние пациенти за кои што знам дека на своја рака земаат, не сум имал пријава, мислам, имам доволна близина со моите пациенти да сето па ми го кажат. Меѓутоа не ми е пријавен, меѓутоа и моите пациенти што си го земаат на своја рака не го земаат во некои енормни дози каде што и токсичноста би била многу поголема.
Сето тоа се прави многу внимателно. Дали ивермектинот го блокира производството на нови клетки на ракот, нешто што туморот го користи за да расте? Да, има цитостатско дејство, ама не е само тоа. Не е само тоа. Не е само тоа антипролиферативно дејство, него помага и во она што го нарекуваме програмирана клеточна смрт. Помага нешто во нешто и што го викаме аутофагија, односно клетките кои што се веќе настанати сами да бидат измаркирани како клетки кои што треба едноставно имуниот систем да ги разгради, значи не уби фитнескиот систем, него имуниот систем. Дури ги оспособуваат клетките на ракот, може би е правиот збор за нешто што го викаме пироптоза, тоа е трет начин на клеточна смрт, каде што имуните клетки иницирани од најчесто воспаление во не во конкретниот случај, ги убиваат канцерските клетки. Да, сето тоа е опишано во механизмите на дејство и стои, и не е само тоа, туку дури имаат учество и во метаболиката на туморското тkiво, значи опфаќаат еден поголем сет од тоа пролиферативно туморско однесување. Сега, прашањето дали можат тоа сами да го направат или тоа може да го направат заедно со други лекари, одговорот е повеќе кон онаа втората, за во комбинација со други лекари. И навистина во животинските модели тоа и се добива како заклучок на модел на панкреатичен дуктелен аденокарцином, значи глушец, повторна анимална студија, додавањето на ивермектинот кон гемцитабин навистина ја зголемува ефикасноста на цитостатикот. Многу логично ќе ви кажам и зошто. Секоја наша клетка, ама особено туморската, на својата мембрана има МДР1 multidrug resistance рецептори. Тие треба да постојат и во нормална клетка, бидејќи на тој начин еволутивно клетките научиле све што е штетно за нив да го пумпаат надвор, вон клетката. Во тек на канцерогенезата, туморските клетки учат како генот за МДР1, тој мултидраг или пегликопротеин, кој што видовме порано, како наместо одреден број, да речеме 100 копии, да направат 5000 копии. И тој навистина е густо распореден на мембраната. Особено е тоа случај, да речеме, кај карциномот на бубрежните клетки. Тоа е ради високата експресија на тој МДР1 рецептор, тој е резистентен на секаков тип на хемотерапија. Не постои цитостатик што делува на карцином на бубрез. На друг начин се лекува. Тоа ќе се за среќа имаме фоновимето, меѓутоа. Кај ивермектинот и во анималниот, и во тој basic research и испитување се покажува дека делува да се намали експресијата на тој тип на рецептор на канцерската клетка. Едноставно да го сведе на истиот број како што го имаат и нормалните клетки. Трет механизам на дејство, прекрасен исто за мене што го има ивермектинот, настрана од овие два, настана од пироптозата, забрзување на пироптозата, е зголемување на функцијата на каспазниот систем за програмирана клеточна смрт. Значи, да, он може да биде многу моќен сојузник. Ако ме прашате дали верувам, ако се биде добро и смислено, организирано, ама и финансирано, оти пазете, ивермектина стара молекула, многу малку интересенти постојат да финансираат студии во кои што немаат директен профит. Нема патентно решение. Изминато е патентно решение, генерички лек е. Многу е тешко вие да внесете назад стар лек кој што ќе се применува во медицината. Дали имало такви случаи претходни? Има. Ова е случајот на талидамидот од 60-тите години. Тој е внесен во хематологијата повторно, меѓутоа требаше да поминат 30 години за да биде внесен. Така да, начинот на финансирање, патентната заштита се секогаш работи кои што се многу важни во тој тип на истражување. Ја би сакал да има финансирање на таков тип на студии од која ќе завршат
животинските студии, со тоа што и тука морам пак да ви кажам. Не значи дека позитивна студија на животни ќе биде и позитивна студија на луѓе. Дури и фаза 1 и фаза 2 успешни студии на луѓе не значи и успешна фаза 3. Кажете ми во однос на современите, новите терапии за лекување, какви се вашите сознанија и ефектите кои што тие ги дава во лекувањето на онколошките пациенти? Дали Така, тие морам концептуално да ви ја поделам таа нова терапија. Значи, тоа не станува збор за еден концепт. Тоа се повеќе различни концепти на терапија, зависно од самата природа на туморот. Да речем. Од 100% карциноми, значи, кога зборуваме карциноми, ги тргаме на страна туморите кои што не се од епително потекло. Значи, ги тргаме саркомите, леукемиите, лимфомите и сите кои на страна. Од 100% карциноми, едва и 15% се аутохтонни имуногени. Тоа значи дека да, ке нив пристапот со имунотерапија или комбинирани имунохем или комбинирани имунозрачна зависно од самиот. Тука би имал успех. Што правиме со тие 85%, нешто споредово и концептно не може да биде третирано. Да, голем предизвик е како тие да се претворат во имуногени тумори. Тоа ви е еден концепт. Концептот на таргетирана терапија, односно сознание дека одредена пролиферативна молекула или рецептор на мембраната на туморската клетка, дека благодарение на тие незини изменети генетски својства туморот напредува, го развива концептот на таргет терапијата, меѓутоа таргет терапијата, за разлика од имуната терапија, за жал секогаш доведува до резистенција. Имуната терапија, со среќа имаме и пациенти кои што и во метастатски сетинг може да бидат излекувани. Ама не и кај таргет терапијата. Во однос на локалните пристапи, имате едно брдо обновени. Да речеме, оддавна уште во Македонија се прават радиофреквентните аблации, сега почна и микровейв аблации да се прават, ама тоа е се локален пристап. Не е системски пристап, значи болеста е во некоја локална фаза. Радиохирургијата е развиена уште од пред 20 години во светот за одреден тип на тумори со мал волумен, значи тука лимитирачки фактор е малиот волумен. Се прави многу успешно. Дури во олигометастатска болест, кога има малку метастази, чие што локација би била идеална да на тој начин зрачењето дојде до нив без да ги оштети останатите витални структури и се повеќе и повеќе се употребува. Дека во развој е доста спор развој следногенерацијската фотодинамска терапија, да, особено за поплитките тумори до површината, за подлабоките тумори не е тоа баш решение. Да, од друга страна пак комбинациите на моноклонални антитела и цитостатик, така наречените конјугирани антитела. Веќе имаме трета генерација такви конјугирани антитела. Еден дел од имуната терапија наречена химерички антиген рецептор монтиран на Т клетка или картисол терапија, веќе трета генерација од тој тип на антитела се произведува, така да именно мора од нови пристапи, и тоа е нормално да биде така. Ке нас се применува? Нешто да, нешто не. Нешто да, нешто не. Повеќето не. Кажете ми во однос на тоа теориите дека ракот е предизвикан од паразити. Има друга теорија дека е метаболичко заболување и дека ако се подобри исхраната или ако се доведе човековото тело до изгладнување, може да се излекуваат повеќе видови рак. А третата од теориите и она што за смета и можеби за најофицијална е дека ракот најмногу се должи на генетски предиспозиции или мутации што ги развиваат клетки. Сега да додиме едно по едно. Едно по едно, пошто е многу широко прашање. Кога ќе кажеме паразити, веднаш ќе ви кажам не.
ама дека одредени вируси можат, врзувајќи се за дел од геномот, и тоа ако се врзат за, да кажем, предилекциони незгодни места, не секаде, дека можат да доведат до рак, да, ама не 100%. ХПВ ме стариот од сите кои што го знаеме, да. Епштайн-Бар вирус, да. Се да не ги реагира понатаму. Меѓутоа, тоа е малбројна вирус. Хепатит вирус. Посредно. Е хепатосаварниот карцином преку долго трајно воспаление. Значи, вирусот сам по себе, без долго трајно воспаление и без блокада на имуниот систем не може да доведе до рак. Не може. Паразитите, тргнете ги на страна, тотално погрешно. Меѓутоа, другиот дел од прашањето ви е многу убав. Канцерската метаболика. Стара тема уште од Варбург. Варбурговата теза дека они се исклучиво зависни од шекер. Долго време се мислеше така. Не е така. Во изолирани испитувања, каде што туморски клетки ставени во медиум, најчесто физиолошки растеж, каде што воопшто не е ставана гликоза, ама е ставан глутамин, како аминокиселина. Успева дури и без кислород. Воопшто гликоза нема. Успеваат. Значи, нивниот метаболизам не се базира само на аеробна и анаеробна гликолиза, ќе ви го објаснам сега тоа што значи. Мора да има и ферментација на глутамин во глутамат. Мора азот да добиваат. Канцерската клетка едно е за да преживее еден сетинг, за да преживее и се размножува тотално друг сетинг. За да преживее им треба храна, не им треба ни кислород. Храната основната што мора да има е глутаминот. Па на второ место гликозата. Врска со глутаминот, како се внесува тој во телото на човек? Се внесува преку храна, меѓутоа и нашите клетки го создаваат. Значи вака, се храниме благодарение на три основни типови на храни. Така. Имаме јаглени хидрати што може да бидат прости и комплексни, масти и протеини. Сега дојдеме поред. Простите јаглени хидрати, глукозата особено, фруктозата. Да, тие се едни од основните горива, од кои што ние го произведуваме она што е нашиот бензин или дизел, да кажеме, аденозин трифосфат. АТП, скратен. Тоа е она што дава енергија на сите наши процеси, во многу помал степен и ГДП, и сега да не ги набројуваме другите, тие НАДП и да не ги другите енергетски соединења. Комплексните јаглени хидрати се многу поголеми молекули. Тие ни случајно не може да ги употребиме како гориво за нашите клетки, меѓутоа тие се извонредно драгоцено гориво за нешто што ние тотално го забораваме. Нашиот микробиом, добрите бактерии што живеат во нас. Што значи тоа? Моето тело е создадено од 10 трилиони клетки. Мој 107 кила вака не баш толку гордо објавени. 7 кила се бактерии. 100 кила се само мајки. 7 кила се бактерии. Бројот на тие бактерии како клетки е 100 трилиони. Значи 10 пати поголем од бројот на моите клетки скопно. Ако не се тие комплексни јаглени хидрати, тие цревни бактерии не ќе можат да преживеат во моите црева. Многу од нивните ензими и субстрати му требаат само на моето, на сите наши тело. Без нив нашиот живот е веќе биде многу пократок. Неминовен дел, тоа се тие, не би ги нарекол паразити, тоа се тие убави работи што живеат во нас. На кој начин станува збор за складирање на енергијата, се вратиме на прашањето, телото сето тоа го менаџира, пошто така постои апсолутен менаџмент. Реално најдобриот избор на енергија за нашето тело се мастите. И единствен голем резервоар во нашето тело за храна се мастите. Не само подкожното масно ткиво, ни и длабокото висцерално ткиво. Прашањето, дали со исхраната може да победиме тумор?
еден тип на тумори на мозок, се најпрогресивниот, најмалигниот тумор на мозоглиовост, само факторот на диета во која што има екстремно малце протеини, воопшто нема јагални хидрати, има само масти. Кај глупци ми успел да го победи, успел преживувањето да го избутка многу подалеку, ама не успел и да го победи. Секогаш туморот наоѓа нешто што ќе го користи за храна. Значи во случај на крајна нужда, туморите користат масни киселини за да преживеат. Меѓутоа, пак ќе кажам, храната не е доволна само ти е достанат. Мора да има и фактори за раст, кои што самата туморска микрооколина и самите тумори ги лажат. Енормно е комплексна туморната биологија, не е составена од само еден механизам. И да, она што ме прашавте на крај, колку генетиката, вие го кажавте како предиспозиција. Предиспозицијата е една работа, да, кога имаме тумор со пресорни гени кои што се измутирани уште пред да се родиме, на вистина предиспонираноста кон повеќе различни типови на тумори е многу поголема, ама не 100%. Сите овие фактори се додаваат еден на друг. Немаме тумор кој што само ради една мутација ќе отиде напред и ќе го победи организмот. Според вас ќе има ли наврзо лек против рак? Не е еден лек. Станува збор за разноразни комбинации на пристап, на концепти, во разни фази на туморскиот процес. Колку е туморот покомплексен во својата генетика и епигенетика, толку и покомплекс кој ќе биде лекување. Ама за жал не е само еден лек. Со еден лек, со еден пристап е невозможно да го победи тоа. Значи, немојте туморите да ги сваќате толку дуално, да речеме, како бактерии или како вирус, па иде со еден антибиотик завршете на работа. Не. Многу е покомплексно. Така да, верувам дека за некои десетина години веќе ќе научиме како неимуногените да ги претвараме во имуногени тумори, на тој начин тоа да ни стане основата понатаму за лекувањето во понапредните стапи. Добро.